Сточарите во Виничко се соочуваат со недостиг на работна сила за квалитетно да ја развиваат својата за жал се поретка дејност од гледувањето на овци. 50-годишниот Љупчо Симеонов мака мачи да најде и да задржи квалитетен овчар кој ќе го напасува стадото кое брои 350 грла. На надморска височина од 700 метри во природното изобилство кое го нуди Калиманско поле, во тишината која секоја посакува и во која може да ве израдува само гласот на домашните пилиња, се уште има луѓе кои знаат да го искористат овој благодет, кои произведуваат здраво овчо планинско млеко за чиј квалитет потврда е самата локација. Регистриран земјоделец од 2007 година до сега. Плаќам сите придобивки на државата. Занимаваме се со сточарство, чуваме овци, имаме околу 350 овци. Имам земјиште под закуп од државата 5 хектара. Иначе ние од овците преработуваме млеко, искарваме. Млекото го продаваме. Доаѓат ни тук, од дома го взимат. Млекара Смојмирово, Киро, газата. Цената го откупуват по 36 динари. Малку со млекото не сме задоволни, треба да биде повеќе голема цена, што има се и трошкови повеќе. Али ипак сме задоволни од газата што редовно го исплаќа. Тешко се наоѓаат овчари. Никој не кандидува овчар да биде. Тоа е најкатастрофа за сточарите. Од таа гледна точка ќе ги продадат овците. А има ли субвенции за ангажирање на овчар? Па нешто има сега. Вие имате ли ангажирано? Ние немаме сега, поднасаваме, па да видиме дали ќе не одобрат, не знам, ќе видиме. Има луѓе кои сакат да бидат овчари. Ниту постари луѓе? Ни постари, ни помлади. Тоа е најтешка работа. Најдеме некој, биде месец, 2, 3, 5 и готово, откаже се. Симеонов добро заработува и цели 50 години екзистира и ја креира иднината на своите деца. Со стоката, но не само овчари, треба и млади наследници за кои надлежните институции треба да наметнат многу поголема поддршка од постоечката. Јас рачунам овците најскоро да ги направам 500. Али со поддршка на државата. Имам земјиште, сакам да си обновам тракторите, приклучните машини. Тоа е добро што ги дават 50-50, само на многу свет ги земат што не и са потребни и не е у таа гледна точка он поидел. Јас сум регистриран земјоделец и се водам одгледувач на овци и кози. Ако е добра помошта, ќе ги зголемам и овците и козите. Проблемот на Љупчо го делат и останатите сточари во Виничко, кои од година во година го зголемуваат бројот на грла стимулирани пред се од субвенциите и на времената исплата. Но новите мерки се неопходни за побрзо и поквалитетно осовременување на постоечките фарми, кои се уште не ги задоволуваат европските стандарди и кои како такви тешко дека можат да бидат мета за младите луѓе.